12 целзиусови степени во овој момент во Скопје, на некои 7 минути до точно 9 часот, како што и ветивме, практично најавивме дека колегата Мартин Николовски ќе ни информира за деталната временска прогноза за следниот период од Управата за хидрометеоролошки работи, па Мартин повторно го вклучуваме во Македонија на утро. Мартин, поздрав до тебе уште еднаш и се разбира повелете со извештајот за времето. Благодарам, драги. Добро утро од сончевиот Зајчев рит во Скопје. По посвежото утро следуваат сончеви денови со постепен пораст на температурите, но и промени во правецот на ветерот. Затоа какво време не очекува во текот на денешниот ден, но и во наредниве денови, утрово во Македонија на утро разговараме со Марија Цветковска-Атанасовска од Управата за хидрометеоролошки работи. Марија, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро, ви благодарам. За почеток на нашиот разговор, какво време не очекува во текот на денешниот ден? Во текот на денешниот ден ќе биде сончево со мала облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, максималната температура за Македонија во интервал од 18 до 25 степени. И во Скопје исто сончево со мала облачност, со слаб ветер од северен правец и максимална температура од 24 степени. Марија, викендов, овој продолжен викенд го поминавме со посвежи температури. На некои места имавме и врнежи од дожд, на повисоките места имаше и врнежи на снег. Какво време не очекува во наредните денови? Дали конечно ќе започне летото и високите температури или сепак имаме најава за нови врнежи во текот на наредниот период? Значи и ќе започне летото и имаме најава за нови врнежи. До крајот на неделава ќе се задржи променливо облачно време со подолги сончеви периоди. Дневната температура ќе биде во пораст, меѓутоа од петок повторно се очекуваат слаби врнежи од дожд. Што се однесува до ветерот, значи до петок ќе дува ветер, јужен ветер, а од сабота ветерот ќе осмени правецот во северен. Така. Марија, ви благодарам за временската најава за наредниве денови. Ние секако се гледаме повторно наредниот понеделник, повторно во утринската на македонската телевизија. Благодарам. Затоа какво време не очекува во текот на денешниот ден, но и во наредниве денови, утрово разговаравме со Марија Цветковска-Атанасовска од Управата за хидрометеоролошки работи.